Окей, готово. Денеска во името на кризниот штаб против измени на уставот, распишуване избори, распушење собранието, како во името на координативното тело на македонците во диаспората, поднесовме отворено писмо до пратеничките групи на ВМРО ДПМН и на СДСМ. Во ова писмо ги даваме причините зошто пратениците на ВМРО ДПМН и СДСМ не треба да ги гласаат уставните измени, бидејќи и да не учествуваат во ова достоинство што се спрема спрема македонскиот народ и спрема македонската држава. Ние длабоко веруваме дека пратениците ќе го слушнат нашиот глас, гласот на македонскиот народ, бидејќи гледате во Македонија владе општа еуфорија да не се поддржат овие уставни измени, бидејќи од една едноставна причина, затоа што сите сме свесни дека доколку помине ова, македонците се бришат од светската мапа на нации и повеќе нема да постоиме како македонци на таа светска карта на нации. Затоа очекуваме од пратениците се уште има време да се вразумат, да се предомислат, бидејќи веруваме дека во првата фаза кога гласаа за одлуката за пристапување кон измена на уставот, имале само лош ден, лошо биле информирани, а што е најтрагично сега веќе еве до нас допре информации, према нив биле вршени страшни закани, страшни уцени и према нив и према нивните семејства. Меѓутоа ние ги охрабруваме, треба да издржат. Не е лесно и на нас, себе ние кои што се бориме во оваа битка за опстанок на Македонија и на македонците, ги охрабруваме, со нив ќе биде целиот македонски народ, да не подлегнуваат нови нации, бидејќи многу брзо работите ќе се менуваат. На пролет имаме председателски избори, исто така овие сега што ги убедуваат да гласат, овие белосветски битанги од странство како што се Могерини, Хан, тие на пролет сите ќе се заминат, бидејќи таму на пролет исто така ќе има избори за Европскиот парламент. Веќе гледат и во еуфорија и во цела Европа, доаѓаат десните партии, така да не наследуваат на тие нивни лаги, туку да бидат на страната на македонците и на македонскиот народ. Не, реков дека пратениците се под страшни закани. Не, таму имаше една страшна провокација од Сашо Василевски и од моја страна само беше одговорено на таа провокација, така да целата јавност може да ги види тие видеа кои што ве кружат по социјалните мрежи, така да овој човек не сакам да навлегувам сега во причините зошто го направи тоа, меѓутоа очигледно според прашањата што ги поставуваше и одговорите што ги даваше, јасно дека претходно бил пристиран во СДСМ и му биле дадени тие прашања и тие провокативни прашања како да направи таа провокација. Легално бевме пред него ќе да му го дадеме протестно писмо, како што денеска ќе ги дадеме од практични рационални причини, сега нема потреба да одиме пред колку броја тука во СДСМ, може би некаде 80-90 пратеници, нема потреба сега да одиме пред сите поединечни пратилките, а овие беа така определени да одиме пред нив, бидејќи знаете, тие се одметна гласаат за уставните измени и затоа се ние делуваме превентивно да ги убедиме другите пратеници тука во ВМРО ДПМН и СДСМ да не гласаат за овие измени. А што се однесува до заканите, како што кажав, значи пратениците се овие 8 одметнати се страшни закани, исто така и ние можеме да кажеме дека имаме докази дека не следат, дека не прислушнуваат, дека гледат да ги кажат нас полицейски станици. Меѓутоа затоа и јас им велам дека не е лесно на нас, сите ние како македонци сега треба да издржиме, бидејќи ова е битка за опстанок на Македонија и на македонците. Знаете, ние бевме до сега пред куќите на 3 пратеници. Се соочуваме со силни полициски притисоци, а после сабота се соочуваме и со полициски закани дека ќе не прогонуваат за тоа што слободно говориме во оваа држава. Сакаме да ја подсетиме полицијата дека вербален деликт во нашата држава не постои и да ги подсетиме дека прават злоупотреба на службената должност со тоа што вршат хајка и пуштаат информации и дезинформации о медиумите кои што се блиски до нив. Ние го користиме нашето право да ги повикаме пратениците да размислат што прават и во склоп на тоа и денеска ги дават на овие писма до двете најголеми пратенички групи. Се надеваме дека ќе наидеме на честни луѓе и патриоти, иако не е многу голем број на таквите денеска во ова собрание, затоа што политичките елити се корумпирани и на лево и на десно и токму поради тоа едно од барањата наши е и да се распушти овој парламент и да се изберат легитимни пратеници, легитимни представници на народот кои што ќе излезат со своја програма пред народот и ако добијат гласови за промена на уставот и за промена на името, тогаш нека го менуваат. Меѓутоа убедени сме, согласно анкетите кои што се вршат, дека 90% од граѓаните тоа не го прифаќаат. И затоа ги повикуваме со нашите
активности пратениците да се освестат и да не го променат уставот. Ќе продолжиме, ќе одиме и пред домовите на Канчевска, Милевска, потоа Александрова и така натаму. Ќе објавиме јавно со соопштение до јавноста и преку социјалните мрежи која е нашата следна активност. Ние имаме легитимно право тоа да го правиме. И пратениците треба да видат дека доаѓа народот пред нивните домови, кој ще му кажува на тоа дека му вршат геноцид и треба конечно да се освестат. Се надеваме дека овие наши настани, овие наши активности, овие наши присуства пред нивните домови ќе допринесат да сватат дека народот има поинакво размислување или нека ги погледнат анкетите. Јас како дел од кризниот штаб представам 36 организации од Сиднеј, Австралија и Нов Южен Волс. И би сакал да сам ставот на селништвото од Австралија. Значи, ние сме против промена на уставот со цел промена на уставното име Република Македонија. И ги повикуваме овие постулни пратеници да размислат подлабоко што ќе се случи после промена на нашето уставно име Република Македонија. Исто така ние признаваме ова нелегитимна власт која што е донесена и насадена од разни странски фактори и мешетари кои што се мешаат во нашите дека право да ние се определуваме за тоа што имаме право по Женевска конвенција од 1902 година. И би сакал да завршим со тоа што ние потполно го поддржуваме мнозинството на македонскиот народ и сите фактори, парламентарни партии издруженија да се успее да се прекине овај собраниските дебати врска со промена на уставот и да се закажат нови парламентарни избори со тоа што би дошли нови структури кои што биле добри за понатамошниот развој на Република Македонија. Благодарам.